Чекай да ти објаснам. Да ти објаснам што пишува таму. Сослушај ме сега. Сослушај ме да ти објаснам до крај. Остави го системот. Остави го. Полека. Зошто? Сакаш да ти објаснам или не? Вие ми објаснивте. Па сакаш да ти објаснам или не? Зависи од вашето. Ако сакаш да ти објаснам, оди на место. Сега. Пошто не одиш на место. Оди на место. А Пасиев не беше присутен тука, можеш да се пријавиш за процедурално, додека он не е тука. Полека, полека. Ќе биде во системот. А Пасиев, ти Крмов, оди си на место, оди си, полека се. Сослушаме до крај. Оди на место, сам си сега тука. Ја не ти кршам право, е само ти. Слушаме. Сакаш процедурално или не? Сакаш процедурално или не? Те прашу. Види го. Прво не можеш да се тепаш овде, да знаеш прво. Да знаеш. Полека. Не тепаме ми никого. Сослушај ме. Ако сакаш процедурално да земеш, оди си на место. Полека. Изјасни. Не те интересира. Очигледно не сака процедурално да се земе процедурално. Пика е пар. Прва точка. Информација за содржината на предлог преговарачката рамка за престапните преговори на Република Северна Македонија со Европската Унија, предложена од страна на председателството на Франција со Советот на Европската Унија на 30 јуни 2022 година. Информацијата и дополнувањето на информацијата ви се доставени. Отворам претрес, ги повикам предлагачот и пратениците кои сакат да говорат по претресот да се пријават за збор. Време да одиш, да се одјавиш, да се пријавиш за збор ако сакаш да збориш и истоветно да се пријавиш за процедурално и да си земеш процедурално. Од причина што ја поинаку не знам како да ти објаснам. Не е битно пријавата, нека си оди на свое место. Крмов. Сега друг јазик не знам, сега како да ме разбереш. На македонски ти зборам да ме разбереш. Не биде немаш слушалки и покоректно од ова нема. Подобро да ја оди. Подобро сега ти кажав, па тебе ти зборав. На тебе ти зборев сега. Ти не ми кажуваш сега како ќе го усвојам дневниот ред. Сега тебе ти се обраќам, немаш слушалки овде. И ти кажувам, оди си на место да се пријави. Не го узурпирање правото. Ја убаво ти кажувам. Системот ме призна да биме. Абе види. Што пишува? Абе сакаш ли да земеш збор или не? Дали сакаш да земаш збор или не? Прво ме повика си излезен тука, второ ти кажувам, оди си на место ако сакаш збор. Да, не е проблем. Ќе се пријавиш за збор, пошто не беше на место. Ако се, окей, ќе го внесеме во системот, ако има за збор да се пријави. А па ти, Крмов, пријавите го за збор, внесете го за збор. Добро, он е таму на збор. Борислав Крмов, процедурален. Борислав Крмов, процедурално. Процедурално, повели. Да разберете, нема излегување од место додека не се повикате да ви излезете на говорница. Тоа е правилото. Значи, нема излегување на говорница без да сте повикани да дојдете тука. И затоа не можете да излезете кога сакате на говорница. Па добро, затоа ти викам, ама кога ќе давам збор, така ти пишува деловникот. Никој не може да излезе на говорница додека не му е даден збор. А вие излегувате без... Тоа е деловникот ти. Лесно е да се каже редот, членот 236 важи по деловника, а редот не го почитува по друг член. Повели Борислав Крмов, процедурален.
Борислав Крмов, процедурално. Почнете ли? Значи, ја планирав да барам процедурално по член 68, ама сега ќе биде член 88. Значи, на координатор на пратеничка група, заменик на координатори, пратениците, кои не се членови на пратеничка група, кои сакаат да говорат за неправилна примена на деловникот, председателот им дава збор, штом ќе побараат. Ја не сум член на пратеничка група, и јас си побарав културно процедурално и вие ми го скративте тоа деловничко право. Да, вие давате збор. Да, ама вие давате збор према оваа книга, не давате збор кој ќе ви се сака. Не зависи собранието од вашата волја, тоест не треба да зависи. А зависи. А зависи. Шо е ова, монархија ли е ова? Не може моето право, што ме гласале 8000 луѓе, да зависи од ваша волја. Ке станете ви од Сабајле и ке одлучите дека денеска нема да има процедурално. Денеска ќе биде процедурално само за координатори, заменици координатори, утре ќе биде само за координатори, замениците мора да излезат од сала. Димитар мора да излезе од сала, за да добие нешто што ме следува. И иначе, системот сега, со овој систем, фактички многу потешко вие да правите злоупотреби, ама вие пак се обидувате. Значи, системот убаво не беше ставил таму. Значи, вие гласате, давате реплики, давате контрареплики, пред сето тоа, значи, забелешка за неправилна примена на деловникот, има предност. Пишува веднаш. Или веднаш зборот не е јасен. И системот ми сврли прв, со зелено, и вие ме терате за едно процедурално обезбедување да интервенира. Ја треба се тепам тука. За моето право, што ми го дава народот, не ми го давате вие. Значи, не ми го давате вие. Вие раководите по оваа книга, не раководите кој што на вас ви се сака. Тоа мора еднаш да го разберете. Посебно не денес. Посебно не денес со овој шверцерај тука што се случува. Со тоа еден лист хартија што наводно е некоја си информација што не е никаква информација. Што треба да направам тука? За да ги добиам моите права. Што треба тука да направам? Да застанам на говорица, да ги искршам микрофоните? Кога ќе дојде некој до безбедување да му тупостам една, од ја не дам никој мене да ме пипне. Никој не дам мене да ме пипне. Јас сум пратеник и ја имам имунитет. Крај. Толку. И тука, и надвор. А вас, колеги од СДС, кој ве влечеа за коси, кој ви шутираа, не ви се свиѓа. Не ви се свиѓа. Ама сега би употребило обезбедување против нас. Не. Јас сум пратеник, мене никој не сме да ме пипне, мене ме штити имунитет. Толку е моабете. Како бе некој надвор од зградава не сме да ме пипне и некој тука ќе ме влече?